Не е потоп, бе, каков потоп? Кај гледате вие потоп? Слушнете убава Ана Чубевска, зашто да не ја верувате? Кога она каже дека не е потоп, она дебаклон вчера на СДС, значи не е потоп. Ја ви кажем, не е потоп. Утоп е. Секоја е разликата од потоп и утоп? Дали гледате разлика? Потоп е библиска тема, утоп е кога бебе, рецимо, си заборел да му ставиш пелена и кој ќе си измоча. Тоа е утоп. А потоп е поише од библиска тема, нели? Ама секако е мокро. И секако не е пријатно. Ниту во потоп, ниту кога си утоп. Фасцинантно. Вчера седевме и правевме муавет со една особа. Викам, не ми е јасно. Како некој си дозволува, како што си го дозволија тоа Ана Чупевска, таа Фани Карамфилова Пановска, како се вика. Видете, очигледно им е тоа, јасно им било дека ќе доживеат утоп, потоп, утоп, не е потоп, утоп на избори. Јасно било дека очекувале ваков утоп, затоа што очигледно добро се организирале, претходно се оркестрирале кој каде да се појави на која телевизија, како да го брани, како потопот да го прикаже како цветење на рајска градина, како фактички поразот да го прикажат како победа. Очигледно е тоа. Јасно им бил што ќе доживеат. И очигледно дека се договорили да го бранат овој утопот, да го прикажат или потопот да го прикажат како пролет во рајската градина. Но друго е фасцинантно. Две работи. Тоа е веројатно може да се подведе до категоријата патологија на една партија, патологија на едно гласачко тело. Колективна патологија на една партија, колективна патологија на едно гласачко тело. Мислам на гласачкото тело на Социјалдемократскиот сојуз и на сите негови моментално помалце активни и повеќе активни членови. Правевме му вчера, ја викам, како може еден човек сериозен ќе кажеш во едни зрели години, како што се Фани, ова Ана, професори што се тамо, ова у Сорос, кај била таа Фани, оваа професорка цел живот, нешто тамо на. Како може една таква индивидуа, ако може да се нарече индивидуа, да си дозволи до таа мера да се згази себе си, да излезе во јавност без срам, без перде, без образ, да брани еден таков дебакл на нивната партија, еден таков изборен дебакл на нивната партија. И додека ги слуша вчера како зборува и што зборува, знаете, има една ситуација, се прашувате како е ова можно, како е можно некој до тамо да се згази, до таму да се згази себе си, да си дозволи таков блам, да излезеш и на очиглед на целата јавност, на очиглед на секој, на контра секој разум, контра секоја логика, да се обидеш да продадеш една таква шарена лага, дека дебаклот што го доживеа не е дебакл, туку дека е успех. У контекст на ова, што правевме муавет и ова друга особа, вика има само едно објаснување. Недостаток, целосен недостаток на емоционална интелигенција. Само човек што е заглавен во некоја, она Фројд го кажуваше, инфантилна фаза од својот психички развој, тамо негде на 4-5 година од животот,
не знам која беше, кој што има целосно отсуство на таа емоционална интелигенција која што е мерлива величина. У секоја фирма да отидете, компанија, која прават ваша процена, прават проценки на вашата емоционална интелигенција. Ако видат дека ја немате, дека немате такво нешто кај вас, вие автоматски отпаѓате како кандидат за обично работно место во една таква компанија. Еве, не знам, вие од корпоративниот свет исправете ме ако грешам. И тоа е мерлива величина, мерење на емоционална интелигенција. Она што вчера го слушавме, она оркестрирана, инфантилна одбрана, обид да го прикажат говното како еклер, се должи токму на ова. Тоа е една опасна патологија која што е метастазирана во целата партија која што порано беше позната како Социјалдемократски сојуз. А сега е гомно од слон. Таа патологија доволно зборува зошто тоа отсуство на емоционална интелигенција доволно зборува зошто СДС дојде на нивото на кое што се наоѓа денес. Тоа исто зборува зошто СДС ги направи оние катастрофални грешки кога дојде на власт, што ја однесува во пораз минатата година, во изборен пораз на парламентарните избори, и поради истата патологија доживеа утоп, тоест потоп, тоест како сакате наречете го на оној дебакл што доживеа вчера на изборите. Внимавајте до каде иде таа патологија, таа, би рекол, секташка заслепеност во нивното инфантилно раководство, кое што е лишено од дури од промил на емоционална интелигенција. Видете до каде оди тоа. Наместо, вчера вечер, после оној дебакал, нивното членство да се собере пред штабот на таа партија и да ги исфрли на клоци и да им рече ова е премногу, ни навредувате интелигенција. Вие сте, бре, инфантилни, недоносени ретарди, кои што не знаеме како, некој ни ги инфилтрираше со кран во партијата. Веднаш да побараат да ја напуштат партијата или да ги кренат на клоци. Таму имате согласување, таму имате штама. Денеска почнаа да верглаат причата дека они се фактички победници затоа што изгубиле само не знам колку проценти од гласовите, а ВМРО изгубил не знам 100.000 гласови, што се не знам колку проценти од гласови. Дали еден има останато тамо кај вас, што му останал барем трошка разум и трошка логика во црпката? Ова е нечуено. Ја не можам и денес да си значудам на нивните, овие како се викаат, поддржувачи, фанови, следбеници, ај за овие од раководство, јасно е која приказна е тера. Како е можно? Пети сте у Скопје, беј. СДС. Пети на листата на овие освоени гласови сте у Скопје. Струмица изгубивте со тројна разлика, бе. Шо мислам, до вчера мислевме уназад 20-25 години дека мачкини и кучиња на улични кои ќе ви се родат, првите збори што ги кажуваат се
СДСМ. Мјау, СДСМ, мјау, СДСМ. Струми се шо понатаму муаве да се направи. Со какви кандидати излеговте на овие избори? Погледнете си ги кандидатите. Лика и прилика на вас самите кои што се обидувате сега нивниот пораз да го прикажете како, не знам, како симнување доаѓање на рајот. Ода на успехот. На многу избирачки места не сте ни трети, а и што не сте втори. Да замежиш очи пред фактот што ти го зборат сите, дека си промашување, дека си недозрян, недоквакан. Да бидеш дури ни опозиција не можеш да бидеш со таа недокваканост. Дури ни опозиција гледате не можете да бидете, ви го земаа приматот други. Со таков степен на дефакторизација што го доживеавте, што го потврдивте со овие избори. Па, навистина, најмалце што можеше да ви се случи денес е да ви дојде членството и на клоци да ви сврли од штабот таму. Сите туто комплето. Со се вашите спин лекари, идеолози, политички комесари, овие што ги гледаме по телевизија, што не престанаа година дена да го плукаат, нели, ВМРО, ДПМН. Со се сите ваши партнери што беа, што учествува у тоа плукање, Левица, Дуи, Мои, не знам, овој, оној. И сега многу ќе било опасно. Многу опасно. Не знам кој кажа тој, вчера некој кажа од овие вашиве исто така недоносени, недоквакани апологети, бранители на вашиот пораз. Не знам кој кажа, ова многу опасна ситуација со ова Мицко ќе ја засврстел така власта на следните парламентарни избори. Отсуство на опозиција, тоа ќе било катастрофа за... Не бе, дај Боже, ја викам, и тоа го кажав, ако се сеќавате, неколку видео ролно и порано сум го кажал. Ја кењам на демократија. Кењам, тоа не е систем. Тоа не е систем за кај нас. Ако ај века да звучам повака, прибрано. Затоа што вакво поднебје, со вакви джукели, со вакви недоносени опозицијски партии, со вакво отсуство на срам, на ниво на држава зборам, на ниво на менталитет зборам, кај одреден процент од населението, од гласачкото тело, ако сакат. Каква демократија, бе? Како бе утре да делиш власт или да ти биде регулатор на твоето владење онакви инфантилни джукели како што има СДС? Кој вие што ги споменав, овие што беа со тотално отсуство на срам, на чувство на срам, на совест. Затоа им се деси она што им се деси од поразот минатата година до овој пораз. Затоа што се тотално кастрирани емотивно за да сватат каде плови овој брод, со каков народ живеат. Какви се македонците, нивните комши, пошто они не верувам ни дека се осеќаат како македонци, со кои што живеат тука во државава. Да немаат до толку чувство, да не почувствуваат дека се презрени од сопствениот народ, дека сопствениот народ повеќе не може да ги поднесе, не може да ги гледа и им го кажува тоа. И после се, да глумите опозиција, да глумите успех, да глумите...
дека во контекстот сте победници. У контекстот на тоа што некој ве измоча, ве направи утоп, ВМРО ве измоча, ве направи утоп, вие да продавате приказна дека во тој контекст дека сте победници. Знаете само што тоа ми беше зборот, извинете. Ја вие исплашени дека ова било опасна ситуација. ВМРО ќе земала апсолутна моќ. Да. Тоа го имам, тоа го сакав, го заборев, малце се оддалечив од темата, тоа го зборев. Тоа го кажав во минатите видеа. Да. Да, дечки. Ја уопште немам страв ВМРО ако добие апсолутна моќ на следните парламентарни избори. Па дури и на овие, колку општини зема? 80% од општините, да, тоа е апсолутно, тоа е малтене апсолутна општинска моќ. На локално ниво. Да. Знаете зашо викам да? Ајде сега да видиме кое ќе биде оправдувањето на ВМРО од ДПМНЕ да не го направат тоа што го ветиле на избориве, на локално, на општинско ниво. Тоа е предноста ако имаш апсолутна моќ, немаш више како да се вадиш. Не ти е крив овој што ти завртел грб, овој што ова, не ти е крива опозиција, не ти е, пошто ги нема. Све е твое. Идеме да покажеме колку стварно вредиме и колку сме одговорни пред ветувањата кои што сме ги дале. Така треба. Апсолутна моќ. Следните избори 100-0. Ке победи ВМРО. Уште поголема победа од оваа ќе биде. Ако Мицковски апсолутна моќ. Малце прекомотно се осеќа човек кој има апсолутна моќ, ама верувај, за ваков народ, со ваква опозиција, тоа е со инфантилна опозиција, за останата опозиција во развојот, заглавена негде во некој инфантилен јас или слепа уличка од својот развој. Само апсолутна власт. За да можеш да спроведеш се што си замислил. А вие, пошто очигледно немате намера да си го смените лидерот, само прашајте го една работа. Ова до членство на СДС однесува. Вака кажете му. Ние сме свесни дека има причина огромна. Зошто вие вчера не си поднесовте оставка после ваков дебакал или, јас што би рекол, утоп? Кажете ни ја причината зошто не гледате. Место, простор да си дадете неотповиклива оставка од лидер на Социјалдемократскиот сојуз. Ако е причината отсуство на емоционална интелигенција, тогаш самите треба на клоци да го избркате, пошто нема да му докажете како. А ако има некоја друга причина, или рецимо 100 причини зашто не си поднесе вчера оставка и зашто раководството здушно го бранеше дека треба да остане на позицијата лидер, тогаш пак треба на клоци да ги избркате. Пошто нема искрено да каже. Ствари, секој случај треба на клоци да ги избркате. А не да дозволувате уште инфантилни вечукели уште да ве лажат. Тоа е страхотно навредливо за секој разумен човек што има грам логика у него. Грам разум што има у него. Оти ако не го направите тоа, вие на наредните избори ќе паднете под 50.000 гласови. Еве, слушате го Саша Тасевски што ви рекол на овој ден после локалните избори. Во оваа видеоролна. Вие на следните парламентарни избори ќе паднете под 50.000 гласа.
Видовте тој што ви го стави Филипче Венко со кран да ви биде лидер. Видовте до кај ве донесе неговата одлука да го стави Венко да биде лидер. Видовте што значеше она кога ве дупевме сите, кога Венко го изгласавте на тоа партиските избори само со 9000 гласа го изгласавте за лидер на вашата партија. Од она членство ваше од 100.000 луѓе или 150.000 луѓе што викавте дека го имате, 9000 луѓе го изгласа. Тука требаше да бевте, имавте малку разум, тука требаше сијаличките да ви се упалат сите 150.000 црвени сијалички у глава. Да ви се упалат сите виуги, да почнат вака да црвено да трепкаат. Дека тука нешто не е окей. Дека тој лидер избран со само 9000 гласа во внатрешпартиско гласање, дека нема легитимитет да ви биде лидер. Стоки продадени, квислин зjedни. Тргнавте во авантура да си го уништи со сопствениот народ. Поради тој што ви го стави овој лидер да ви биде лидер и поради овој лидер тука. Ке ми паднеше телефонот и он више не може да поднесе овој степен на глупоќа што ви се случува у партијата. Неверојатно. Неверојатно. Бранко Црвенковски ви прати порака дека не смета више на вас, која седна онаа слика на што покажува сите на оваква на Facebook. Вашиот татко, папата, ваш, недвосмислено ви покажа со луѓето со кои што седеше дека не ве смета више ни за партија, ни за некој фактор. И вие на тоа подзамижавте, на таа порака што ви ја прати папата, што ви ја прати така многу суптилно, ама да сватиш ти суптилна порака, треба пак да имаш малце грам памет, грам разум, грам емоционална интелигенција и да си барем малку зрела индивидуа. Не да си заглавен у некоја рана инфантилна фаза на развојот. У анална фаза сте заглавени, затоа од анал не можете да излезете, бе. Вие сте сега шупакот на македонската политичка сцена. Не сте ни шупакот на македонската политичка сцена. Гледате у шупакот на македонската политичка сцена. Срамота до кој дереже, до кој степен на бесрамност стигнавте. Срамота до кој степен на бесрамност стигнавте и дојдовте. Мицковски премиере, ги добивте избориве затоа што водевте релативно не плукачка кампања, си ја гледавте вашата работа, вашата програма, вашите ветувања, си идевте по свој пат, не се осврнувавте многу на овие инфантилни плукачи што година дена уназад ве плукаат во 95% случаи без никаков аргумент, затоа што некој им кажал да ве плукаат. И народот тоа го разбри, го свати. И затоа и ги казни. Терајте си работа, ви посакувам среќа, ви посакувам многу години работи, што ги ветивте на локални избори дека ќе ги исполните. Особено Орце, затоа што Орце се соочува со еден умрен град. Овој град треба да има буџет од милиарда евра. Ако сите се однесуваат како што треба да се однесуваат, ако сите плаќаат како што треба да плаќаат, ако мафијата урбана и курсе трес и друг се стави под контрола, а може и у затвор, овој град може да има милиарда евра годишен буџет. Ако се скрати онаа сулуда клиентелистичко партиска администрација која што ги јаде сите пари од градот, затоа што сите пари од градот одат на плати, тогаш ќе има пари да се санираат многу нешта.
Ама треба да се стигне до тој резултат. Ете ви ја власта, ете ви ја моќта, сега немате изговор, овој ми смета, оној ми смета, советите ќе бидат што се вика ваши. И цепајте, а ние као гласачи на наредните локални избори повторно ќе кажеме нашата оценка за вашето работење. А ова другово, грашак и боранија, ако сметаа дека уште треба да продолжат вака, само нека продолжат. Следното, што ќе ги очекува, ќе бидат оние со лопатите на следниот ќош, гробариме што само ќе ги закопаат. Тоа можем да им кажем. И дај, избркајте тоа ани, мани, фани, бани, сани, банани. Избркајте бре тоа, људи. Тоа ви носи само, не знам. Ау. Што би рекол ја, ретардирано до имбецилност. Ај чао.